Добро утро. Добро утро. Ете, јас и мојот внук Борче решивме да ви дојдеме на гости. Да не рече зетот, ете бабата се лути зашто не доаѓа. Како? Бабиот на тета. Кој ли внук беше ова? Борче? Најмалиот внук од средниот ми син, Коце. Кутрото дете, од мајка му и татко му не може глава да крене. Што и да се случи, виновникот е тој. Само тој и никој друг. А фала му на Господа, досега ништо не се случило. Како тоа, што и да се случи, а ништо не се случило? Тоа ништо не се случило. Ама мајка му и татко му, а и постарата сестра Ели, од ништо ќе направат нешто. Мислам од влакното руно. И тоа само за да го обвинат Кутрото, малечко детенце. Ете тоа ти е, Керко, не вели народот залудно. Куче да си, помал да не си. Ајде, да, нешто стоиме тука. Седнете. Извинете што ме најдовте вака несуредена. Керко, јас и моето внуче куќава да ви се растори, нема да видиме. А камо ли? Ај, добре ви дојдовме. Добро, ни дојдовте. Седнете вие, јас само малку да раскренам, па... Веднаш ќе ви послужам. Повелете. Не ти требаше. Ама штом толку настојуваш? Ќе ги пробам бомбони. Ајде, Борче, земи си. Земи си. Браво, да. А сега може и појадокот, а? Не ти требаше, ама штом толку? Театро. Повелете, седнете. За Борчета, млекце. Што, ништо не е во ред? Не, се е во ред, Керко, се е во ред. Се е арно, се е добро. Само мачката. Мачката? Што мачката? Ау, мачките се подмолни, мачките се пакосни, затоа мојот внук не ги сака мачките. Се плаши од мачките. Ако сакаш, Керко, изнеси ја мачката, зашто може внучево да се исплаши и бомбоната да му застане во грлото. Бавиот на тета. Па што не кажеш на тета, тета веднаш ќе изнесе мачката. Ајде, мац. Немој да се плашиш ти. Ајде, да се плашиш. Ајде. Гледаш, тетка ти е многу добра тетка, а не како мајка ти и татко ти. Ти им велиш, сине, синко, речи му на соседот Киро за оној пес. Го врзал песот во дворот, а таму каде што го врзал песот, си игра нашево Борче. Штом ќе го види кутриот Борче, тој песот ржи. Ама мојот син, што не гледа подалеку од носот,
Наместо да го заштити своево дете, вака ми вели, ако не го задеваш, кучево не ти прави ништо. Замисли, Керко, детево си игра во дворов, а не смее да го задева кучето, не смее да се јази по олкот, не смее да ги гази цвекињата, а и не смее да го задева оној никаков крастав пес. А со што да си игра кутрото? Ајде, кажи ми ти, затоа сакав да ти се исплачам. Готово, ја изнесов мачката надвор и онака и беше време да се прошета малку. Ле? Нешто не е вред? Па тој не го сака млекото. Па секој дете треба да пие млеко. Така е, Керко, така е, ама да не се тука мачките. Па нема да се плашиш, теткино, па мачката не е тука. Мачката не е овде, ама Борче знае дека мачките локаат млеко и затоа секое млеко на Борчета му мириса на мачка. Добро. Имам пилешка супа. Сакаш супа? Леле кутрото, моje детенце, леле кутрото. Ако вака остане, па внучко, речи на тетка, тетко, не сакам пилешка супа и готово. Тетка ти ќе ти даде нешто друго, нешто поубаво. Та тетка ти е многу добра тетката, а не како мајка ти само да те кара. Не јаде супа. Кога сака јаде. Само тоа е толку срамешлив, што ете заборави да те подсети за бомбоните. Жива да не сум заборавив. Еве, веднаш ќе го послужам. Ама не дека не послужи еднаш. Ама тој многу ги сака чоколадните бомбони. Нешто ти требаше толку? Ама штом толку настојуваш? Земи се. Остави ја бомбонерата, зашто внучево може да се уплаши, да се засрами и да заборави да ти побара уште еднаш. Повели, пиленце, изеди ги сите. Добро утро, Илчо. Ама си пораснав. Каде се тато и Тања? Отидоа рано на пазар. Како не ти е срам така пред гостите? Погледни го, детево може за пример да ти служи. Благодарам што ми кажа. Леле, кутриот мој срамежливко. Пак нешто заборавив, а? Бомбониве биле многу сладки, вели, ама сакам да ти го види и чоколадата што ти стои во плакарот. Секако, само првин да појадеше детево. И јас му го велам тоа, првин да си појаде. Ама кутрото дете толку е срамежливо што, не знам, погледни. Устиче има, јазиче нема. Илчо, еве ти пари, земи ја торбата и оди да купиш мелено месо. Тетка ти Параскева многу сака плескавици со кајмак. Не ти требаше. Ти ќе дојдеш да те прошетам? Стави го, внуче, може ќе го задеваат децата. Не велам дека не оди на пазар. Оди, ама оди со баба му. Добро. Молам? Реков јас, тој не сака супа. Не би било лошо да му испржиш јагнешко дропче. Токму јагнешко? Јагнешко. Тој така вели. А и јас знам дека јаде јагнешко дропче. Жива да не сум. Не да немам јагнешко, имам, ама го оставив за ручек. Ако нека има и за ручек, нему да му се слоши ако јаде два пати од исто јадење. Добро, секако, тета ќе му даде јагнешко дропче. Веднаш? Веднаш, добро. Ајде. А за тоа време? За тоа време нека си ги пошмука бомбоните. Не, чекај. Тој вели дека сака да си поигра со топката.
Па нели се уште е рано надвор, студено е. Вели дека можел да се игра во дневната. Ајде, бабино, Добро, поиграј ајде. си во дневната, Нека а јас поиграм и малку тетка ти ќе го пржиме дровчето. Ми отиде стаклото од регалот. Не, отиде само стаклото од прозорецот. Ама и стаклото прозорец е тешко да се купи. Сега тешко е, признавам, ама лустерот ти е поскап. А ти, внучко, внимавај како играш со топката, зашто можеш да го скршиш и лустерот. Парно е да си поиграш со транзисторот. Од странство е? Подарок од соседката Драгица. Значи не си дала пари за него. Мола? Внучево мое, само ќе го отвори за да види што има внатре и пак ќе го затвори. Не може. Леле, па тој... Ми е подарок. Па тој ќе се расплаче. Па таков е тој. Срам му е да се побера. А ако сама не му дадеш оно што го бара, тој ќе се расплаче и ќе плаче. Ако да и плачењето е здравје, па ако не плаче нема да порасне, нели теткино, а? Леле, кутрото, бабино, јагненце. Па погледај, устиче има. Јазиче нема. Многу е срамежливо. Да, многу е срамежливо и тоа, ама и баба му.